Граѓаните стравуваат, здравствените власти смируваат. Забрзаното ширење на опасниот делта сој во регионот и во Македонија ги возбуди граѓаните. Бараат итно воведување на мерки за да не нас најде старото сценарио од ноември и март со преполни болници и илјадници заразени. Според нив, неопходно е да ги заштитиме границите. Апсолутно. Да не чекаме да не снајде истото што и оти некако се олабавивме. Се плашиме од се и од индискиот сој. Особено што овие луѓе не водат сметка за вакцина, не сме редовно вакцинирани, на време вакцинирани, тога од секоја опасност треба се плашиме, а само не од индискиот сој. Еве во врска со, да речеме, со маска. Границите, тоа ми е основното, ми се чини прво, а после зависи како ќе биде ситуацијата. Не иде вака, да се врати сепак поново. Па добро да има и мерки, а и секој сам треба да води сметка. И стручната фела е на ставот дека не смееме да ги повторуваме старите грешки и да не носиме задоцнети мерки. Делта сојот е доминантен со 59% во Германија, каде живеат 100 и кусур илјади македонци. Мерки ко по обичај нема да има, додека не се упатля работата до крај. Алармот на лекарите дека треба да се забранат прославите во затворен простор и да се воведат засилени мерки на границите, за министерот Филипче не важи. Тој убедува дека протоколи за собири во затворено имало, а за границите ќе се знае по утрешниот состанок на Комисијата за заразни болести. Ќе видиме, ќе известиме за состанокот. Претежно ќе се зборува за тоа дали треба нешто да се препорача во однос на критериумите за влез за граници. Иако гледаме дека многу земји во регионот и покрај тоа што имаат некакви рестриктивни мерки, Грција, например, има пораст на случаите. Значи, треба да се препорача мерка која што навистина ќе биде ефикасна. Инаку делта мутацијата станува доминантна во повеќе земји во Европа, меѓу нив се Англија, Германија, Белгија и Холандија. Загрижува тоа што најголем број од новите инфекции се детектирани кај помладата популација, односно кај лица до 25 години.